Градот Скопје воведува ред во прекупувањето на сообраќајниците во главниот град. Дел од новините кои се содржани во новиот правилник за вршење прекупи на сообраќајниците што се во надлежност на градот Скопје се заострени критериуми за добивање дозвола за вршење прекуп на улиците, повисоки критериуми за начинот на кој ќе се вршат овие прекупувања, како и скратени роковите за завршување на градежните активности. Градоначалникот Петре Шилегов денеска најави дека во насока на подобрување на комуникацијата и координацијата со компаниите, со новиот правилник е предвидено градот Скопје пред почетокот на градежната сезона да ги објави сите сообраќајници кои се предвидени за реконструкција во текот на предстојната година. На овој чекор се одлучивме со цел досегашната пракса на која што и оправдано граѓаните се жалеа за прекопување на реконструирани улици да биде прекината. До сега се што требаше да биде направено да се склучи годишен договор со градот и да се побара прекопна улица, градот беше должен да издаде. Сега воведуваме сосема нова пракса. На почетокот на секоја градежна сезона градот јавно ги објавува улиците кои што ќе бидат предмет на реконструкција во текот на градежната сезона. Шилегов додаде дека подземните инсталации кои ќе поминуваат под улиците ќе може да се постават во текот на реконструкцијата на улицата, а не по нејзиното завршување, како што неретко се случуваше во праксата во минатото. Како што истакна Шилегов, во текот на оваа година планирани се делумни или целосни реконструкции или изградба на булеварите Асном, Кочо Рацин, партизански одреди, Втора македонска бригада, Александар Македонски, Крсте Петков Мисирков, Хрватска, Никола Карев и Јужен булевар, како и улиците Димитрија Чуповски, Борис Сарафов, Февруарски поход, Ѓорче Петров, Љубљанска, Московска, Братсфорска, Лазар Личиновски, Индира Ганди, Благоја Стевковски, Ферит Мурати, Димо Хаджидимов, Живко Фирфов, Павел Шатев, Црниче, Македонско-Косовска бригада, Александар Урдаревски, Есенинова, Боца Иванова и Антон Димитров. Сакам да напоменам дека ова е дел од она што сметаме дека треба да го работи градот Скопје, дека не смееме да дозволиме парите на граѓаните да ги трошиме за реконструкција на булевари, а потоа, како што имаше неколку примери годинава, да ни се прекупуваат улиците. Нашата крајна цел е растоварениот сообраќај и изголемување на ефикасноста на градежните активности со цел да позитивно влијаеме на намалување на аерозагадувањето, како и дополнителна вредност на инфраструктурата на градот, која што сакаме да ја постигнеме. Шилегов додаде дека согласно со измените во правилникот по завршувањето на реконструкцијата на предвидените улици, во следните 2 до 3 години градот Скопје нема да издава дозволи за прекоп на овие улици, освен во случај на дефекти под строго дефинирани услови.